Заробеници на системската распродажба на националните чувства или на пропагандата, кој се коцка со нашата иднина. Македонија меѓу барањето на граѓаните за повисок стандард и битката со сеништата на минатото. Дали Грција и Бугарија го имаат клучот на европската порта за владата на Зоран Заев. Добре дојдовте во 24 отворено. Денеска, вечерва, гости се министерот за надворешни работи Никола Димитров. Добро вечер и добре дојдовте во студиото по неколку неделните напорни денови што ги имавте на релација Софија-Атина-Брисел. Добро вечер. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика. Добро вечер. Добро вечер и за вас. Новинарката Жана Божиновска, која што во Софија го направи интервјуто за Бојко Борисов, прво за еден македонски медиум после подолго време. Добро вечер и за вас. Вечер. Морам да кажам дека пише тоа за МКД. Да, за МКД. Да. Така е. И новинарот Христо Ивановски, доскорешен новинар на Дневник, сега како слободен стрелец, но тешките моменти се надевам ќе бидат зад вас. Добро вечер и за вас и добре дојдовте во студиото. Господине Димитров, Македонија можеби за прв пат во оваа форма каква што видовме последниве неколку недели влезе во една дипломатска офанзива на Балканот, ако може така да ја наречеме. Ќе почнем од последната посета на Софија, која крена најмногу прав можеби во јавноста. Таа донесе доста радост, би рекол, во Бугарија, а доста поделени чувства во Македонија. Барем според она што можеме да го видиме изминативе ден-два во однос на тоа што објавуваат медиумите, што зборуваат аналитичарите, што зборува опозицијата. Мислите ли дека на крајот ова може да заврши добро при едно вака поделено општество на кое што сме сведоци? Па, точно, многу поделено општество што ни ги отежнува, се разбира, работите. Да не заборавиме дека ова е една наследена ситуација, тој договор не е нешто ново. И тој договор за добрососедство во основа е резултат на едно многу лошо ниво на односите меѓу Македонија и Бугарија. Негде има две верзии, според едната веќе 2008 е првиот текст предаден од бугарска на македонска страна, а во секој случај од 2011 се преговара, 10 седници се одржани на комисиите за да се затвори ова прашање, 11-та беше во петокот пред да ја посетиме пред таа премиерска посета на Софија. Да имало нормални односи, да имало односи без предрасуди и да имало некакво разбирање на високо политичко ниво, веројатно и немаше да има потреба од ваков договор. Значи, ова е една наследена ситуација, која што ние ја работиме само неколку денови. Многу од прашањата се на некој начин веќе усогласени, тешко е повторно да се отворат и така натаму. Значи, првата поента ми е дека не може ова да се третира како да паднало од небо и како да е изненадување. Крупното прашање овде што е за нас, како за нација, за народ, за држава. Сакаме да го дефинираме нашиот идентитет со страв, со комплекс и со предрасуди, или сакаме да имаме самодоверба и да не се плашиме да се отвориме и да разговараме за деликатни теми. Еден пријател кој што е роден во Виена, мене ми вели, не само за нас, туку генерално за Балканот, вели, кога ќе престанете вие на Балканот да се надпреварувате во тоа кој има пославни порази низ историјата, кога ќе се надпреварувате во тоа кој има подобро образование, кој има подобро здравство, кој има по-напредна дигитализација и така натаму. Мислам дека оваа нова Македонија што се роди од кризата е позрела и има самодоверба и не и требаат 1000 споменици на плоштадот во Скопје за да биде горда дека е Македонија. Но убеден ли сте дека она што не е направено 7 години или 6 години од 2011 што не било можно да се направи од објективни или необјективни причини, дека може да се среди за 2 месеци без да има повредени во тој процес? Повредени чувства, повредени интереси. Во принцип, помирувањето и дебатите околу историјата се секогаш емотивни и не се едноставни. Се разбере дека ние нема таму да застанеме и да кажеме пред нашиот народ
завршивме работа ако не мислиме дека таа работа не е добро завршена. Во рамките на тоа што е можно и во следниве 30-40 денови ќе направиме се што може, вклучувајќи експертска јавност, вклучувајќи експерти се разбира, ќе биде и тоа во еден момент представено на јавноста за да нема некакви изненадувања, бидејќи основата на тој договор е декларацијата од 99 година. Така што не е дека тука ќе има кој знае какви изненадувања. Изненадувањето е главно во проактивноста, наместо да чекаме настани па да реагираме на нив, сами создаваме настани. Ќе ве вратам подоцна на договорот и на детали од тоа барем што се надевам дека ќе можеме да го објавиме вечерва, да го објавите вечерва. Кацарска, зборувајќи за овие прашања, знаеме дека Македонија е исправена пред многу предизвици на патот кон евроинтеграциите, но мислите ли дека во овој момент тој води преку портите на Софија и на Атина? Евроинтеграциите како такви, јас денеска беше на друга изјава давав, одат на неколку пруги. Барем најпластично За да мислам се стават на брза пруга, дали водат преку овие? Одат на неколку паралелни пруги и возовите мора да водат на сите. Едно е исполнувањето на критериумите или оние поглавја за кои што говориме 35 фамозно. Друго се преговорите со земјите членки 28 или наскоро да бидат 27. И ние мораме да ги одржуваме односите со сите 28 земји членки, а особено со соседите со кои што очигледно имаме проблеми. Значи, пругата на односите со соседите ни е закочена дефинитивно пред се од името, тоа е најдиректната препрека, која што ја чувствуваме доста болно сите, која што овозможи и други процеси на демократско уназадување во земјата, односно едноставно ја одзема силата на Европската унија да условува и да делува позитивно како што би можела. А прашањето на на договорот за добрососедство се појави формално во 2011 година директно како услов. Некое време стивна, меѓутоа тлееше тама. Бугарија го имаше кај себе. Несомнено дека доколку за да ја отвориме таа пруга, ни е потребно да работиме на ова прашање. Дали ќе може во тоа истото целисходно и преку јавна дебата да се реши за доста краток период е веќе друго прашање за кое што останува да видиме. Божиновска, Борисов во вашето интервју и во обраќањата всушност во Софија зборува за два народи, мислејќи на македонскиот и на бугарскиот народ. Мислите ли дека има една нова реторика и во овој дел од страна на источниот сосед кога зборуваме за односите Македонија-Бугарија, или е тоа само еден континуитет на една политика која што дојде со доаѓањето на Борисов? Иако сега понагласено се чувствува. Имавте и личен контакт, па можете да го споделите чувството. Так, ако зборуваме за личниот впечаток, морам да кажам дека јас имав впечаток дека тие сега се многу поотворени, попристапни, што не мора да значи дека ние треба тоа сега со некаква еуфорија да го прифатиме, дека не знам што се сменило во бугарската политика. Се сменило точно, барем според настапи на бугарските политичари во минатото. Борисов беше многу отворен, не скри ништо. Значи, јас тоа го гледам како нов пристап. Оваа средба во Софија, мислам дека е преломен момент во односите меѓу двете земји, ама сепак ќе кажам дека не ни требаат фамфари за најавување на тоа, зашто ќе има уште многу работа за да се постигне договорот, па да се постигне договор за заеднички празнувања, овона, ама исто така не треба на тоа да се гледа и негативно. Бидејќи навистина има промена. Борисов последен пат бил во Македонија пред 4 години, мислам, 2013. И таа негова посета во Скопје беше буквално помалку од 1 час, мислам. Значи, доаѓањето од аеродром, средбата со премиерот, враќањето до аеродром помалку од 1 час. Значи, до оваа средба со премиерот Заев сега, немало никаква, не знам, голема комуникација, да кажам, освен што се среќавале премиерите на самитите на ЕПП. Тоа е.
Добро, Ивановски, вие исто така со години ги следите овие релации. Некако не можам да го одбегнам впечатокот. Гледате ли сега напред, бидејќи знам дека во минатото сте биле сведоци на многу поинакви случувања. И самиот бевте учесник во едно од тие на Роженскиот манастир, ако се сеќавам. Како не? Дали се сепак ова нови времиња, ако ги споредите со тој период? Инцидент на Роженски манастир од тогаш се нема случајно. Бугарија Тоа е која година? Однос, па не знам точно која година беше, но има повеќе од Тоа 10 е години. пред, да. Сега, јас правев интервју со Бојко Борисов кога он беше градоначелник на Софија и читајќи го интервјуто на Жана денеска, видов дека тој главно се држи во истите рамки. И ја најдов заедничката декларација во мојата архива и читајќи ги одговорите, Бојко Борисов буквално дава одговори следејќи ја словото и текстот на оваа декларација. Значи, нешто не е... Од 99-та декларацијата? Од 99-та што ја подпиша во Софија Ѓоргиевски, Да, Ѓоргиевски беше тоа. Костов. Ке се навратам после. Значи, Бугарија од тогаш и Бугарија сега не е иста. За жал, според она што јас сум го следел, луѓето имаат комуникација. Јас лично сум работел на еден проект со Бугарскиот Хелсиншки комитет. 2 години го водевме и тоа е во духот на оваа декларација, значи невладини организации да соработуваат. Луѓе со луѓе контакти имало, меѓутоа контактите на политичко ниво не беа на потребно ниво и затоа се остана на тие стари некои пропагандни односи меѓу Македонија и Бугарија, кој кому ќе ме украде историјата или кој кого ќе насамари, кој е поголем бугараш, а кој е поголем македонист, што не го турка процесот напред. Ние не можеме сега во 21 век на овие геополитички промени да размислуваме уште од времето на студената војна. Плюс тоа не е македонска политичка матрица. Значи, бугараштвото како тема е наметнато од една друга кујна и добро знаеме која е таа кујна и сега треба да сме внимателни што може и од која страна да дуваат повторно старите ветришта. Она што за мене е интересно е што јас своевремено добив преку свиркач, у тоа време не ги викавме свиркачи, го добив текстот на она што се преговараше за овој договор за добро соседство и напишав еден текст во кој главно 2 точки беа доста спорни, во кој Бугарија се поставува во позиција на поголем брат. Значи, она диктира што и како ќе биде во 2 точки. Принципот на реципроцитет во тој текст недостасува. Јас сега ќе го прашам директно министерот што он мисли за... мислам дека е интересно и клучно е прашањето. За заедничката декларација во точка 11 вели вака. Двете страни нема да пројавуваат територијални претензии, ќе си помагат и тоа е се супер. Меѓутоа во став 4 вели Република Македонија изјавува дека ништо од незиниот устав не може и не треба да се толкува дека представува или некојаш ќе представува основа за мешање на Република Македонија во внатрешните работи на Република Бугарија. Сега, ваква ставка нема за Република Бугарија. Како вие би го протолкувале како министер оваа ставка? Јас како новинар тогаш реков дека ние треба да бараме реципроцитет на ова. Да, ќе има ли реципроцитет во договорот, министр? Во принцип, сега ја влегувам на една ризична линија, бидејќи ако земам да коментирам договор што е предмет на актуелни преговори, малце е како да ги најавам потезите ако играме шах, па однапред да знаете што размислувам и каде ќе мрдам. Факт е дека тоа е асиметрична клаузула. Исто така е факт дека нема токму, ова е препишано од времената спогодба во основа со Грција од 95 година и има врска со онаа одредба од Уставот, која што претрпа и амандмани, првите амандмани, кои што појаснија дека таа од грижа наша нема да значи мешање во внатрешните работи. Токму таква одредба компарабилна нема во бугарскиот устав. И тоа, колку што гледам, се користи како аргумент. Во принцип, мислам дека е многу тешко од
0 да се стигне до 10 со еден чекор. И мислам дека колку повеќе ги затвораме прашањата, бидејќи прашањата ако ние не ги решаваме, не се решаваат сами од себе. Факт е дека треба да размислуваме дали е во наш национален интерес да имаме пријател во Бугарија или да имаме кочничар. Или Бугарија ќе биде тамо каде што во кампот, каде што има една блокада, друга блокада, трета блокада и така натаму. Исто така е факт да внимаваме кои се нашите суштински интереси, бидејќи според мене основниот тест за овој договор, дали ќе биде успешен или не, е тој дали ќе произведува пријателство или ќе произведува непријателство или страф. Ако е направен така да произведува пријателство, ќе ги решаваме работите дури и да не е идеален. Ако е направен така, ние да сме фрустрирани и уплашени, бидејќи национализмот на малите народи по дефиниција е дефанзивен. Ако не направи грч, тогаш нема да ја постигнеме целта. Инаку јас мислам дека треба да се исправиме и малку ослободени од комплекси, ако, да речеме, цар Самуел, таму се смета за бугарски цар, а во Македонија за македонски цар, дали губиме ако премиерот Борисов дојде и оддаде почит тука, на споменикот на цар Самуел, а премиерот Заев отиде таму, како што тоа го направивме, во Софија, и оддаде почит. Дали ќе дозволиме овие личности и периоди од историјата да бидат предмет на караница или ќе не поврзуваат? И тоа е едно прашање што ние во 2017 година мислам дека е време рационално и отворено да ги разгледаме и да разговараме за нив. Министре, премногу ли е комплициран одговорот на прашањето дали договорот ќе биде симетричен или пропорционален? Па не е црно-бело, бидејќи може една одредба да се однесува повеќе на една од двете држави, друга одредба може да е неспорна за едната, а за другата да значи концесија. Битно е главните интереси да се покриени. И сега баш дали ќе биде, тоа е малку геометриски пријат. Да. Добро, во една сложена проблематика. Да, ви благодарам. Тука сакам да го повикаме прилогот на колегата Јован Ѓорговски, кој што ги собира денешните реакции во однос на тоа што се случуваше изминатите 2 дена во Софија. Нова страница во односите со соседите или удар врз македонските национални интереси. Политичките партии на домашен терен ги продолжија препукувањата и меѓусебните напади под водневната посета на премиерот Заев на Бугарија, а од која епилогот се очекува да биде потпишување на договор за добрососедство и заедничка прослава на Илинден. Лидерот на ВМРО-ДПМН од Брисел на самит на сестринските партии изјави дека имал куса средба токму со бугарскиот премиер Борисов, од кого барал информации што било договорено во Софија. Не дознав ништо од она што се договорило на средбите во минатите 2 дена во Софија. И нормално е тоа да јавноста и ние како опозиција да го дознаеме од моменталниот премиер на Македонија. Но тие ги знаат нашите позиции, ги реафирмирав позициите на ВМРО-ДПМН по прашањето на договорот за пријателство со Бугарија, кој што треба да се потпише, но се разбира, треба се внимава што тој ќе содржи и тоа да нема последици понатаму ниту за Бугарија, ниту за Република Македонија, македонскиот народ и македонскиот јазик. Премиерот Зоран Заев пак посочи за договорот дека ќе биде потпишан на 3 јазици: англиски, бугарски и македонски. Работиме на тој договор, претходната влада многу работела да приближи до тамо до каде што дојдовме сега, во истиот дух, со скоро исти советници во самото министерство работиме, се со конечна цел да ова прашање конечно го тргнеме и отвориме нови перспективи дополнителни на досегашните за нашето членство во НАТО и Европската унија. Заедничката историја не само што постои на цел Балкан, постои на цела Европа, но никаде не се негира нашата посебна историја. Затоа ќе дојде Борисов овде и ќе се поклони пред споменик во Македонија. Договорот на Заев и Борисов ги подели политичарите и историчарите. За едните чекор кон затварање на политичко прашање, за другите пак негирање на историјата и предасто на државата. Тоа е еден чекор во уништувањето на Македонија како цел.
Пошто ти немаш историја, кога немаш историја ти немаш идентитет, нели така? А кога немаш идентитет, па зашо мора да постоиш како држава? Се поклонува на само. Па тоа значи поклонување на македонската историја целата од средниот век до денес. Ние сме формирана нација, нација самодоверба, можеме ние делови од историјата споделиме со други, тоа не се помалку наши. И конститутивно во наша смисла наши, тоа опште не го загрозува тоа што они мислат нешто. Тоа не го загрозува. Внимавајте, само нација со самодоверба може да влезе во споделување со историја. Исфрустрирана балканска нација не може. Заев во Софија се поклони пред споменикот на цар Самуил. Се очекува Борисов да се поклони пред споменикот на илинденците на 2 август, кога според најавите би бил потпишан и договорот за добрососедство. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров во интервју за БГНЕС вели дека Македонија и Бугарија изгубиле доволно време во меѓусебни ладни односи и конечно дошло времето национализмот во двете земји да се замени со визионерски патриотизам. Визионерски патриотизам е интересна кованица во време кога зборуваме за Европа. Дали под визионерски патриотизам подразбирате заеднички иднина во Европската Унија? Поширока е категоријата. Мене во контекст на изјавата го споредувам со површен национализам. Површниот национализам е чукање во гради и поени што се добиваат во еден ден, кои што не само што не носат резултат во смисла на отварање врати, решавање проблеми, повеќе пријатели наспроти помалку пријатели, туку најчесто го поразуваат долгорочниот национален интерес. И ние, да речеме во контекст на односите со другиот сосед, површен национализам е кога се додаваат аргументи на другиот сосед, например, со една поддржана активна политика на антиквизација, така наречена кај нас, кои што им даваат аргументи на оние сили во Грција кои што немаат многу интерес ова прашање да го затворат и имаат интерес да се одржи. Значи, површен национализам е исто така бранењето на државата со напад врз собранието. Или одбрана од декларацијата на албанските партии со етничка мобилизација ние против нив, што води директно кон распад. Но дали имам чувство дека го подценувате зборот можеби на историчарите? Тие добар дел од нив, барем што можевме да ги видиме во овие јавни настапи, се благоречено уплашени од она што би можело да следува во договорот. Има еден цитат. Ќе се менуваат учебници, да речеме. Ќе менуваме факти во учебниците? Има еден цитат, две тези. Јас имав блиска соработка со Евро Клио, кој што Европската асоциација на историчари има седиште во Хаг. И имав со нив неколку проекти. Во принцип, во современата историја не постои една вистина. Вие имате едно сведоштво на војник и едно сведоштво на фамилија, да речеме од Втора светска војна, со многу различни доживувања и перспективи што всушност се случувало. Во модерната историја, прашањето е како таа мултиперспективност да се предочи пред студентот по историја. Многу е тешко, ако е амбицијата една историска по дефиниција, историчарите се дел од еден етнички контекст, од еден општествен контекст и така натаму. Ја не мислам дека историчарите се многу важни и тука ми е втората поента и ќе го цитирам Коцијас, грчкиот министер за надворешни, кој што вели историјата не треба да биде затвор, туку треба да биде учител. И тука би сакал, во некои работи не се согласуваме, ма во ова се согласуваме. Треба да извлечеме поуки, се разбира дека треба да ја земеме предвид, да ги извлечеме лекциите, меѓутоа не можеме ние да се затвориме во 2017 година во стравовите и предрасудите од пред 30, 50 или 100 години. Во основа, и тоа е визионерскиот патриотизам е да видиме што е реално интересот на Република Македонија, на нашето општество, на нашиот народ. Имаме ли ние интерес да имаме повеќе пријатели? Дали е Македонија послаба ако има непријатели и една шака пријатели? Или ќе биде почитувана, ќе биде исправена и ќе создаде многу пријатели, без да се разбира при тоа да биде понижена?
искрено мене малку ме чуди дрскоста од оваа група и од поранешниот премиер Груевски, кога тој зборува за национален интерес. После 27 април, поимот национален интерес баш би сакал да го дефинираат кој ни е. Тоа треба сериозно како јавност и како општество да го размислиме. Но сепак делува ли... Бидејќи Македонија беше на работ да биде или да не биде. И за влакно успеавме да не биде. И ја добивме таа шанса сега да ги отвориме работите. И сега, во трета недела од нова влада, во обид ваму да се отворат врати, он, назадувајќи го судството, назадувајќи ја вашата слобода на медиумите, назадувајќи ја демократијата, он што направи, ги барикадираше, ги бетонираше блокадите што ги има. Стана многу тешко да се поддржува Македонија, бидејќи не вреди да се поддржува. И сега он вели, он ќе биде чуварот на националниот интерес. Тоа е голем проблем и тој монопол, овој човек веќе нема право дури ни јавно да го користи. Добро, Божиновска и Ивановски, во контекст на договорот, што треба да уследи со Бугарија, имате ли чувство дека тој ќе успее да ги заштити во доволна мера идентитетските прашања што се важни за македонскиот народ? Прво би сакала да кажам еден мој впечаток во однос на посетата на владината делегација и сето тоа што се случуваше. Мене ми се чинеше сето тоа премногу еуфорично. Дали има основа или не, тоа министерот може да каже. Меѓутоа изгледаше еуфорично. И веројатно овие сега критики што доаѓаат од опозицијата, од историчарите, во нивните очи може би изгледа дека еве штом се вака еуфорични, договориле нешто што не е добро за земјата, на пример. Не знам дали е така, зборувам за впечаток. Од друга страна, добро е што премиерот Заев и оваа влада покажаа дека не се во затворот на историјата, не се робови на минатото, туку сакаат да отидат чекор напред. Тежок е чекорот, нели, ама прв чекор мора да има. Што се однесува до договорот, дали тој ќе задира во нашите национални интереси, тоа не знаеме додека не го видиме договорот. Имаше забелешки дека премиерот Борисов, например, не спомнал ни еднаш македонски јазик пред новинарите, не знам, на средбите со делегацијата. Но премиерот Борисов на пресконференцијата во Софија имаше една така прилично јасна изјава, иако не му беше отворена, на прашање дали ќе биде подпишана, на кој јазик ќе биде подпишан договорот, рече, сега ќе го парафразирам малку, мислам дека во вашиот устав стои кој јазик е официјален во државата, што доволно кажува. Министре, дали ова надминато прашање со јазикот во однос на договорот, на кој јазик ќе биде подпишан, денеска учивме Тоа прашање беше затворено кога ние си го наследивме договорот и преговорите. Тоа значи ќе биде подпишан на три јазици. Тоа значи тоа што го кажав. Значи тоа прашање беше инаку ќе биде подпишан на македонски јазик и на бугарски јазик. Заев денеска рече дека ќе биде подпишан на македонски, на бугарски и на албански јазик. И на англиски, се извинувам. Може и на албански. И во основа сега, ако наблегуваме, нели, прво ништо не сме се договориле бидејќи нема подпишан договор. Не е ни парафиран. Договорот ќе биде затворен кога ќе биде затворен. Така што сега ова е малку, мислам дека преминуваме во линија што може и да не е многу корисно. Да, ма затоа велам, се чинеше малку еуфорично, мислам, изгледаше така еуфорично, како веќе да сте постигнале договор. Еуфоријата има малку еден метафизички елемент тука, што јас го доживувам искрено позитивно, бидејќи ние прво ја имаме едно чувство на итност, не само за Македонија, туку за целиот Балкан. Ние имаме овие млади луѓе овде што не гледаат. Не знам колку од нив си ја гледаат иднината кај нас, колку си ја гледаат иднината надвор. Имаме способни луѓе кои што додека ние преговараме 6-7 години, баш да видиме колку бугарски пасоши се извадени. Значи, ќе се обидеме да ги нападнеме проблемите или ќе чекаме, ќе бидеме нивни робови
и ќе дзиркаме вака по комшиите од страв, додека времево ни поминува и генерација по генерација ние слабееме. Тоа е една реалност и таа итност не е само за Македонија, таа е итност за целиот регион. Ние мора, и затоа Министре, велите дека- оваа еуфорија и надеж што сте ја почувствувале за мене е позитивна, бидејќи не бутка напред, а факт е дека ние имавме еден застој од многу години. Да, ама тоа не може да се реши за толку кратко време. Сите прашања да се решат за толку кратко време. Ќе ја решиме што можеме. Ако тоа значи чекор напред, после пак ќе решаваме. Ама мора да мрдаме, мора да нешто да... Или ако сакаме вака во оваа зачмаеност, додека младите луѓе ни одат, додека вадиме се повеќе и повеќе бугарски пасоши, ние додека преговараме со нив, пола од државените ќе ни станат со... Така што таа реалност мора да имаме предвид. И тоа јас го нарекувам лидерство. Кога човек отвара проблеми што нели не сите ќе ги поддржат веднаш. Затоа и се разбира тоа лидерство оди заедно со одговорноста. Да, ама за возврат добивате прашања од опозицијата, како што ги поставуваат секој ден, нели, од програмата на владата. После 3 недели, например, сега ги бараат од владата кај се тие 500 километри автопат, кај се тие работни места, кај се платите на лекарите и така натаму. Значи, има опасност за истото ова, за вие што велите вие дека еуфорично дава надеж, дека брзо ќе го делот тоа брзо ќе се реши. За истото тоа после 2 месеци ќе ве прашаат каде е сега договорот? Каде е брзиот воз до ЕУ? Каде е НАТО? Мислам дека целта... Затоа зборувам дека еуфорично и некако... Целта наша не треба да биде страв што ќе не праша опозицијата. Целта треба да биде каде го гледаме патот и дали одлуките и делата и зборовите, дури имам проблем со користење на зборот дело или дела. Дали се придвижуваме по тој пат или не? Е сега од страна, ако има овој тип на... Искрено, јас како граѓанин, не како министер, имам проблем со националниот интерес, кога доаѓа одбраната од таму, страв ме фаќа. Бидејќи они, бранејќи го уставот, го скршија. Бранејќи ја Македонија, влегува во собрание. Отворија врати. Знаете дека нема еден месец од тогаш. Министре, ќе ве вратам малку на ова прашање. Рековте дека за јазикот. Рековте дека сте на тенка линија тука, не можете многу да одговарате, меѓутоа и сега рековте дека тој дел од договорот е наследен од поранешната влада. Кој дел од договорот е наследен од поранешната? Дека ќе се потпише на македонски, бугарски и англиски? Ваше право е да ме прашате, а моje право е да кажам доаѓам до линија каде што проценувам дека затоа што јавно го кажа Заев денеска тој, затоа барам до објаснување од вас. Инаку секако не би навлегол во нешто што веројатно не можете да го кажете. Ќе видиме каков ќе биде, кога ќе ги завршиме преговорите со кои што мислам дека ќе бидат успешни. Ама ако дообјаснувам повеќе, мислам дека ќе си ги врземе рацете и тоа ќе ни биде проблем таму каде што е поважно, нели, отколку баш сега да бидам. А штом тој момент дојде, ќе си има и транспарентност, јавноста ќе си знае, предстои и ратификација низ собранието, значи ова ќе биде предмет на исцрпни дебати, во самите преговори ќе се консултираме со експерти, така што сакам да ја убедам јавноста дека таму нема да се стави подпис, ако не сме убедени дека тој договор ќе произведува пријателство. А за договорот да произведува пријателство, најважните наши точки треба да бидат покриени и најважните нивни точки треба да бидат покриени. Кацарска премиерот рече дека остануваат малку детали, кои што се веројатно важни детали што треба да се довршат во овој договор. Очекувате ли отчетност и доволна транспарентност од владата во процесот, како ситуација која што понатаму треба да го следи нејзиното работење, бидејќи за тоа гласаше Македонија, за потранспарентна влада од она што досега го имавме? Во секој случај очекуваме и искрено најавата за договорот мене лично ме најде во топ тема во студиото на телевизија Телма со директно јавување од Брисел и бевме сите малку затекнати. Дефинитивно, иако ја генерално како што и напоменав првиот пат, проактивноста треба да се поздрави.
Сега, поради тоа имаме тука и проблем во однос на дел од дискусијата, бидејќи не знаеме за што говориме, очигледно министерот со право става оградување во однос на содржината, меѓутоа во секој случај е потребно, особено поради дел од овие грижи кои што ги чувме, да што побрзо, кога ќе ценат дека ќе биде возможно, да се стави истиот на дискусија како на експертската јавност, да се појасни што се планира со истиот, бидејќи е ова прашање идентитетско, го доживуваме, се доживува како идентитетско, дали идентитетско ќе видиме, меѓутоа се доживува чувствително. И овие прашања, особено поради тоа што, како што напоменавте, ова е мала земја која што се чувствува честопати под напад однадвор, што не е добро за неа, меѓутоа мораме овие прашања да ги отвориме и да видиме како ќе се справуваме со нив. За да може здраво да чекориме напред, ќе мора да поразговараме за содржината и се очекува во секој случај истата да биде ставена на проценка на јавноста. Иако во секој случај сум свесна дека не може тој договор во ниту еден случај да биде идеален. Нема да биде идеален за сите, не може да биде идеален за сите. Постојат многу гласови и кај нас и во Бугарија кои што ќе го интерпретираат онака како што им одговара. Ние чувме пред некој ден интервју, например, на Божидар Димитров, кој што беше надвор од било кој разум. Меѓутоа, тука стојам на исто мислење со министерот дека повеќе ме загрижува бројот на бугарските пасоши на македонските граѓани кои што ги земаат додека ние да стигнеме во ЕУ и додека да ги имаме истите можности кои што ги нуди истиот тој пасош. И затоа ми е мене лично многу важно да напредуваме, односно барем моето дете да го има да има пасош на Европската унија и да ги има тие можности без да мора да не е да бара други опции. Добро, Ивановски, да додадам нешто. Да додадете нешто што не ве прашав. Не, во однос на договорот, бидејќи тука се договори за хендикеп тоа дека не можеме да говориме многу детално, но добрососедство треба да се има. Срамота да немаме меѓу соседи добри односи и тоа да биде со тапија, нели? А еве ние ги немаме. Проблем. Имаме заедничка историја, не само со бугарите. Ние имаме заедничка историја и со Србија. Имаме заедничка историја со Грција. А ми имаме заедничка историја и со Франција. Имаме заедничка историја и со Германија. И со Албанија. Ние имаме стотици гробови на македонска почва, на французи, на германци. Ние подпишавме договори со Германија, со Франција, ние им ги одржуваме гробовите. И така треба да биде. Тоа е почит кон тие што го дале животот за некоја кауза. Дали била добра или не, тоа е историјата. Интересно, но нас до сега никој не ни се извини од нашите соседи за она што го направил. Ниту Грција, ниту Бугарија, ниту Србија, ниту Албанија. Тоа отсуствува. Значи, односот на тие држави кои направиле нешто во Македонијата, окупација, насилна асимилација и така натаму, мора да се расчисти. Тие нации мора да се издигнат на тоа ниво и да кажат да. Дели нацистите во Германија направија злодела. Готово. Но дали некој го бара тоа од тие држави? Дали нашата влада го бара тоа од тие држави? Јас не знам. Ова или минатата не е Младен, искрено, кога тој документ протече кај мене и кога јас објавив делови кои сакав да ги објавам и кои мислам дека беа суштински, веднаш се стопира се околу тој диалог и ништо повеќе од тогаш јас не дознав. И Жана го има следено тој процес. Меѓутоа, тие технички преговори или како сакате наречете ги, ние не добивме никаква информација. Еве и министерот денеска е во рамките нели на договореното, нема детали. Исто како што беше и за преговорите за разликите за името. Они се договорија тоа да биде тајна дипломатија и процеруваа информации само по потреба. Некој пакет да се каже и така натаму. Добро, но сега, што е проблемот? Значи, проблемот е како таа заедничка историја да се моделира. Сите имаат заедничка историја. Германците и французите ја спакуваа. Германците и пољаците ја спакуваа. Значи, моделот полско-германскиот, би требало и ние на Балканот да го земеме. По мое. Но инаку национализмите ќе не изедат. Значи, националисти во Бугарија и националисти во Македонија, условно речено, сега се обединуваат околу едно
прашање да речам, вели Божидар Димитров, македонизмот е готов. Стефан Блахов Мицов тука вели ние нема да постоиме никако држава. На што се должи овој ваков... Има реален ставот на Бугарската академија е јасен. Значи, они викаат, они тврдат дека македонците се вештачка нација, они се измислени од Коминтерната. Но знаете, вештачка нација не постои. Може би во иднина некој ќе успее да направи некаков си генетски инженеринг и ќе направи вештачка нација, ако човештвото трне во таква сулуда насока. Меѓутоа, ние денеска немаме вештачки нации. Македонија не може да биде вештачка нација. Има корен, има историја, традиција. Ама како тоа да се дефинира во договорот, бидејќи Божидар Димитров вика, и не само он имаат 5 бугарски империи во историјата, имаат книги, томови, и ќе видите дека само Бугарија има 5 империи. Една завршила, друга почнала, па трета. Таква историја нема никој друг во Европа. И тешко е да водите вие преговори со таков партнер. А зошто па ние сега се фаќаме за Божидар Димитров? Божидар Димитров не е клучната фигура во Бугарија. Тој е во државна институција точно, меѓутоа не е клучната фигура. Имаше исто забелешки, критики дека Каракачанов исто е во владата, нели, министер за одбрана. Откако е формирана владата, ние не слушнавме ниту една изјава од Каракачанов. Не знам зошто, мислам, секогаш се фаќаме за тие најрадикалните изјави. Па има во Бугарија и други политичари, има и други представници на институции, директори. И кога спомна Христо за Бугарската академија на науки, Воденичаров пред 3-4 дена излезе со сосема спротивна изјава. Нити рече дека е Македонија вештачка нација, имаше напротив многу позитивна изјава. Значи нешто таму се сменило. Не велам дека е тоа сега нешто радикално и Бугарија сосема се сменила за 180 или 360 степени, меѓутоа има промени. Димитров, зборуваме за блиски народи, но ги поврзува заедничка или разделена историја, како и да го кажеме, нема да погрешиме, но се поврзани, да не речам, со кози гранични премени и со без железница. Значи, ако тргнете по патот на кај Софија, веројатно ви е јасно за што зборуваме. Дали овој процес на политичко приближување ќе биде следен со економско раздвижување, пред се инфраструктурно, и колку се реални ваквите најави, бидејќи оптимизмот е едно, еуфоријата што се случила во Софија, за која што посведочи и нашите колеги, е едно, а реалноста е сосема друга. Во принцип, имаше средба на 20 министри за транспорт. На ручекот нивниот седеше до мене, па околу тоа и поразговаравме и лично и подиректно. На некој начин ова се взаемно блиски процеси и се влијаат позитивно. Колку политиката ќе дава поддршка и ќе спласнува тензии, ќе отвара врати, толку заедно можеме да работиме, да најдеме пари. Јас сум влегов во МНР од 96 година, кој знае во колку тези и подсетници сум го видел коридорот 8 споменат, кој знае Жана и Христо колку текстови напишале за таа работа. Во основа се работи за фокус. Факт е дека Македонија стратешки треба да го отвори таа линија на исток-запад, покрај линијата север-југ. Факт е дека тоа ќе отвори, ние имаме околу $600 милиони размена со Бугарија. Факт е дека ако отвориме патишта и пруга, тоа многу брзо ќе надмине 1 милијарда. Бизнисот која ќе влезе, бизнисот ќе поддржува политика на пријателство и отвореност. И обратно, така што влегуваме во еден круг што е позитивен. Царска, реално ли е да се очекува дека ова политичко приближување на ставовите може да биде следено со отворање на европски пари, европски грантови во покрупни европски пари во делот на инфраструктурата? Видете, политичкото приближување е многу значено од неколку аспекти, пред се за и дел од бизнисите не се чувствуваат дека одат по јајца. И во тој случај се едноставно не се веќе обременети.
Државите сами ги планираат своите европски фондови и доколку постои таков приоритет, како што беше споменато, односно коридорот 8, тогаш ништо не го спречува ниту македонското Министерство за финансии заедно со секретаријатот за европски прашања да го стави во клучните приоритети заедно истото да биде случај во Бугарија и за тоа да се конечно да се решат некои од овие прашања побрзо, дефинитивно од она што сме го виделе досега. Вакви иницијативи во однос на поврзување на прекогранични региони, особено региони кои што се граница и на ЕУ, како што е во овој случај, значи со Бугарија, секогаш се интересни и може да бидат во фокусот, особено бидејќи тој дел на Бугарија е најсиромашен во Европската унија. Така да многу модалитети, доколку постои иницијатива, се многу полесни да се најдат за тие сиромашни делови отколку за побогатите во однос на фондовите од ЕУ. Не, ова го зборувам зашто 20 години и повеќе постои проектот за пруга кон Бугарија, излезе дека пругата не гради нас, а не ја градиме ние пругата. Мислам не гради како држава во однос на оние руини, а ништо тоа не се искористи. Веројатно ниту од нашата страна, ниту од нивната не било ставено за приоритет. Бидејќи постојат многу планови, доколку двете држави работат заедно на тоа, не е научна фантастика. Добро, значи ова ќе биде импулс за да се работи заедно, претпоставувам. Сите 4, и Бугарија, и Македонија, и Албанија, и Италија. За коридорот 8. И заедно мора да се направи напор да се обезбедат пари. Добро, и да ја прашам публиката во делот на овие македонско-бугарски односи, дали би сакале да постават некое прашање, бидејќи постепено ќе одиме и на другите теми од денешната дебата. Повелете, представете се. Добро вечер, јас сум Александар Поповски. Мене ме интересираше каква е новата стратегија на владата да ги зачува младите во државата. Бидејќи знаеме дека сите, не сите, но големиот дел ги барат својата иднина во бугарските пасоши. Делумно одговоривме, но да, можеме баш оди во овој контекст. Стратегијата е да не одлучува еден човек за тоа кој се вработува, да не се надпреварувате кој порано влегал во партија и кој е попослушен, туку кој има подобри оценки, кој има поголеми таленти, ако има конкурс да влезат најдобрите на тој конкурс, да не ве прашаат воопшто ни од каде сте, ни дали членувате на партија. Стратегијата е системот, редот и законот одат рака под рака со инвестиции и со економија. И ако ние обезбедиме овде ред, предвидливост, закон и судови на кои што ќе им веруваме, дека ќе судат согласно законот, еднакво за сите, тогаш Македонија е многу убава земја. И ќе стане едно непристојно, кој имаше Македонија пристојно место за живење, мислам, Лига за демократија беше. Партијата пред своето време. На Ѓорги Маријановиќ. Македонија може да биде многу убаво место за живење, од многу аспекти. Ама фали овој дел на системот да го исправиме, да биде еднаков за сите и да се отвориме кон светов. Не да сме вакви згрчени и плашливи. Да влеземе, да имаме пасош, што ќе носи иста тежина како што носи бугарскиот пасош. А ние во Министерството се обидуваме да најдеме место за луѓе кои што веќе се надвор, да ги вратиме, да помогнат во ова градење сега што сакаме да го отвориме. Бидејќи ние во основа во моментов, според мене, може би е претенциозно, ама јас во тоа верувам, ја спасуваме Македонија и имаме шанса втора да градиме ред и демократија. И во тоа колку повеќе луѓе надвор, кои што може да бираат дали да работат надвор од прилика 4 до 5 спрема 1 се примањата во западната демократија во однос на нашиот стандард тука. Ако дојдат тука со тој ентузијазам, затоа мислам дека еуфоријата се разбира, не е еуфорија што рационалното сосем ќе го згази. Ама ентузијазмот е убава работа. И јас кога разговарам со нив, убедувајќи ги да се вратат, велам 80% ентузијазам, 20% плата. Тоа е привлечноста. И само едно, бидејќи ако ја затвараме оваа тема. Имав мала дилема. Уште прашања од публика. Две реченици. Да. Дилемата дали целосно да го отворам договоров овде и да го споделам во јавноста, мене многу ќе ми ја леснеше. Го носите со вас? Не. Ама тогаш ќе се создадеше една јавна дебата
која што ќе ја диктираше преговарачката тактика и така натаму, и најверојатно ќе создадеше еден процес каде што ние крајниот епилог ќе беше ќе останавме со покуси ракави. И тоа е ова Колебање или- моментниот нагон и одговорноста да се создаде максимално добар резултат. И тоа е разликата меѓу површниот национализам и подолгорочниот визионерскиот патриотизам. Уште нешто во врска со договорот. Ова е од разговорот со Борисов. Кога стана збор за подпишувањето на договорот, јас му поставив прашање зошто мора да се подпишува договор, зошто не би бил договор врз основа на взаемна доверба. Нели, јас ви верувам на збор, вие да ми верувате на збор, зошто мора да има подпис на договорот? Да, тоа е навистина интересно прашање. Зошто мора да има договор ако сме добри соседи? Очигледно немаат доверба. Значи, после се до сега што се случувало, немаат доверба. И според неговиот одговор излегува дека не веруваат дека ќе останеме на зборот, без подпис. Повелете? Јас само тука би дополнила од прашањето на изгубената доверба е клучно и е прашање со кој што си се носите како нова влада и од останати партнери. Ние неодамна како институт бевме во дел од европските земји и ова беше и во однос на интеграцијата во НАТО и во однос на ЕУ. Честопати беше токму ова реченица спомената, дека она што е прво за новата влада е всушност да ја врати довербата во Македонија како партнер. И тоа, навраќајќи се на вашето претходно прашање во однос на искористувањето на средствата од ЕУ, имајќи го во предвид случајот Актор, ќе биде исто така тешко во дел од овие прашања, иако беше тоа грчка фирма во овој случај. Меѓутоа, прашањето на довербата ќе биде нешто што е клучно за понатаму за новата влада. Да додадам само една поента. Во тогашното интервју за Дневник, Борисов кажа дека кога ќе станам премиера, веќе знаевме дека он ќе биде премиер, сите анкети кажува. Јас особено внимание ќе посветам на заштитата на бугарските бизниси во Македонија. И не случајно го кажа тоа. Имале проблем. Дали е корупција, дали е притисоци, дали се неубава клима, меѓутоа на тоа треба да се... Не е само ексклузивен проблем на бугарските бизниси, туку општ проблем. Да се обрнем внимание на тоа, да. Повелете со ново прашање од публиката. Здраво, јас сум Дарко и сакам да прашам какви луѓе треба да се примаат во дипломатијата. Добро, ова е малку надвор од темата, но може краток одговор. Па, во смисла на образование, нели, меѓународни односи, право и економија, економска дипломатија, јазици познавање и луѓе што ќе имаат чувство на сатисфакција кога работат за Македонија и кога решаваат проблеми и прават пријателства со други држави. И тоа е на некој начин и ова претходното прашање што ќе направите да создадете услови тука. Нашава генерација, за жал, не баш честно си ја заврши врската кон вашата генерација и мислам дека ова ни е последна шанса колку толку да ви направиме пристоен старт. Ама задоволството да се учествува во градење, ние сме како држава 26 години. Задоволството да се учествува во градење е многу поголемо отколку да се работи во некоја компанија, не знам каде, во Данска, да се заработува за еден одмор, една куќа и 2 коли. Има едно чувство тука, ако го имате тоа чувство, тогаш тоа ќе ве привлече да Може да го дополнам прашањето на Дарко. Дали Александар Николовски е таков кадар кој што ќе биде дипломат во Брисел? Тука е прашање на принцип. Еве да не биде дека го земаме конкретно Николовски. Не, еве конкретно да го земеме. Многу е, прво е политичар. Добро. Он е политичар, нали? Он не доаѓа, не потекнува од МНР. Он е тоа што јас сум сега. Нели, јас сум од скоро политичар и тоа е факт. Бев дипломат, имаше конкурс, се вработив 96-та година и така натаму. Праксата политичари да бидат дипломати и дипломати политичари не е непозната. И така натаму. Знаете што е проблем? Во сите демократски земји праќањето на политичар како амбасадор е исклучок. Например, Австралија скоро ја прашав, јас сега да ги прашувам.
Австралија имаат 101 амбасадор, тројца се политичари. Грција има еден политичар. Така што прво треба да биде исклучок. Второ, логиката е, го праќате во важно место, имате блиски релации со него како влада и тој многу блиску работи со таа влада. Не може таква постапка да се почне пред избори. И тоа е грешка, бидејќи тој политичар, без разлика кој е, ќе работи со други. И ние треба да имаме еден вид политички договор меѓу сите политички актери во Македонија, дека таква работа може да се прави по избори и по формирање на влада. Инаку, аргументот, ако го доведеме до абсурд, една недела пред пат на влада, може владата да почне постапка за сите македонски амбасадори на Република Македонија, и новата влада ќе мора да си ја почитува таа постапка и ќе работи со едно чудо, членови на партии и така натаму. Добро, да И заклучам тоа е- дека ќе најдете механизам да го спречите одењето на Николовски во Брисел? Нема ни да барам, постапката е прекината. Така што постапката е следнава логика. Владата има волја, се консултира со претседателот, носи предлог. После тоа се бара агреманот за земјата на упатување, се организира подготовка, на крајот на процесот има комисија за надворешна политика каде што се презентираат тези. После тоа Министерството подготвува документ кон претседателот, министерот на крај подпишува решение за упатување и така натаму и така натаму. Ако нема волја од влада, а се инсистира да се оди, такво прашање не знам дали може да предвиди законодавец, уставотворец и така натаму. И јас, како што кажав, јас лично би се откажал уште првата секунда или првата минута од една ваква ситуација. Добро, ви благодарам. Вториот дел од ова тема денеска што секако ја начнуваме е претходната ваша посета на Грција, која што не ја зборувавме, не успеавме да изелаборираме доволно. Убави наспевки ја нарекува дипломатија на шармот, меѓутоа експлицитно кажано дека името останува услов за влез во НАТО и за преговори со Европската Унија. Може ли да се скрши тој мраз некако во наредните месеци? Ние влеговме во една ситуација кога рейтингот, поддршката и меѓународната позиција на Република Македонија е на неверојатно ниско ниво. Од фамилијата пријатели на Македонија на ниво на земји членки на Европската Унија, до поддршка на други големи играчи, како не гледаат нас во соседството и така натаму. Така што тоа прашање бара создавање на еден контекст кој што е еден процес од многу чекори, од кој првиот беше првата посета да се даде гест, да се даде значење на Грција како на наш многу важен сосед, да се побара поддршка и да се објасни дека во Македонија се раѓа една шанса, што е многу голема шанса и за нас, меѓутоа и за нив и за целиот Балкан. И да размислат, практично јас пледирав, апелирав да размислат каков сосед сакаат да имаат. И они имаат и правната ситуација сега можеме Не да ли го мислите регулираме. дека е дефанзивна политика кога ќе го прашате соседот каков сосед сакате да имате? Дефанзивна политика да е првата посета таму и Не да има посетата, прашањето. и да е апсолутно не е. Бидејќи Дали е, се можеби потребни похрабри политички потези? например, Па имаше многу потези во блиската историја например да десетгодишна, истопориме кои еден гол, уште еден кои што- споменик од 1000 метра. Па, Да видиме и- дали тој ќе не ги реши Тоа проблемите. или можеби да преименуваме некој од аеродромите. Не знам сега, само зборувам. Во принцип, една чекорија. Нели, не може да очекуваме 11 години погрешна. Јас се борев сам и предходно и во 2008 имав многу повик кон сите политички чинители во Македонија, јавен, и тогаш беше, таа година беше премиер Груевски, дека ова прашање не се решава во Македонија на плоштад. За ова прашање нас не требаат многу пријатели, бидејќи имаме отворено прашање со земја која што не ја боли нерешавањето на проблемот. Они се веќе во ЕУ, они се веќе во НАТО и за 100 години од денес, ако имаме ние уште разлика околу името,
таму нема да има голема лузна и болка. И затоа тој процес не се решава директно со Грција, туку се решава во создавање контекст. Се решава да бидете побели од белото дома во однос на демократијата и правдата. Ние се срушивме дома, еден куп, немате аргумент, еве ви Сабија. Тоа беше ова со преименувањава и така. Збориме за европски пари, па ние европски пари изгубивме со преименувањето на автопатот. Сега можеме да му го Кој што вратиме беше, старото име или не? Како се вика. Ова е шах, не се кажуваат однапред потезите и многу прашалници има. Да си ја работиме, ние работата, да си го гледаме патот, па ќе коментираме која ќе се создаваат потезите. Кацарска, веројатно и овој процес ќе оди со многу непознаници, но клучно е она што го кажавте претходно. Довербата е целосно изгубена, имам чувство дека никој не ни верува според она што го кажувате и ќе биде ли потребно малку повеќе време од само оптимизмот што го пројавува Димитров? Или таа време ќе биде нека? потребно несомнено. Мислам, јас и неколку пати споменав дека она што ме загрижува во однос на враќајќи се на што беше спомнато претходно на еуфоријата, се може би подгревање на нереални очекувања во однос на што може да се направи за колку месеци. Бидејќи ние чувме некои рокови од комесарот Хан во однос на 3 месеци, 6 месеци да владата да покаже некој досие на напредок во терминологијата на Европската комисија, меѓутоа со оглед на тоа дека се сложувам со министерот дека паднавме многу долу и во однос на многу демократски процеси, мислам дека ќе им треба доста време да се справат со прашањата внатре пред се, за да може да ја консолидираат ситуацијата во земјата, за да дојдеме некаде на некоја нијанса на сиво, можеби не до толку бела, и за да бидеме во подобра, веројатно, преговарачка позиција. Името, како такво, ќе стои и мислам дека тоа и пред некој ден го изјавив, имајќи во предвид дека во последно време говориме доста со земјите членки на ЕУ, следниот чекор е веројатно градење на некоја коалиција на неколку земји од членки од Европската унија, кој што би бил рационален барем, во однос за да работиме со нив на отварање на тој диалог понатаму со Грција, меѓутоа во секој случај не смееме да очекуваме нешто на премногу краток рок, бидејќи тоа е нереално, мораме да се погледнеме себе си во огледалото и да работиме на решавање на многу прашања на чиста демократија и департизација на администрацијата, судството за кое што веќе се заложи премиерот Заев уште пред изборите дека ќе врши значајни реформи во истото и мислам дека со тоа ќе се покаже знак на тоа каде се оди. Да, Божиновска, очекувате ли дека Македонија ќе добие покана за членство во НАТО под референцата БРМ до крајот на годината? Не. Значи, прво многу оптимистички ми изгледаат тие најави, бидејќи според досегашното искуство знаеме како реагира Грција. Нема причина сега да го смени ставот. Истата оваа влада, добро, имаше и други причини на последниот самит. Нели, не смени став. На претходниот самит не смени став. Сега велиме дека дојдено е време за со нова енергија да се влезе во дојдено е време точно, работа и таа нова енергија е пуштена, да речеме, во така, позитивен е потегот, например, на министерот што отиде таму, што... Но тоа не е доволно. Ами ја мислам дека не е доволно. На последниот самит на НАТО во Варшава, заклучокот за Македонија, за разлика од претходните самити, наместо 10 реда има 25 реда. И таму не е веќе само проблемот со името. Таму се зборува за судство, за администрација, за слобода на медиуми, за владење на право, се повикува на продолжување на реформите. И јас не верувам дека до крајот на годината, како што велите вие, ние можеме толку многу да напредуваме на сите овие полиња, дај Боже да напредуваме, за да добиеме покана за членство, бидејќи нели не мора да чекаме самит. Од друга страна, зошто Грција сега би го сменила ставот? Да речеме заради некакви геостратешки интереси, заради тоа што Европа ќе врши повеќе притисок, таму повеќе притисок. Тоа велам, ако врши некој повеќе притисок. Меѓутоа грците, барем тие интелектуалци со кои што комуницираме, сметаат дека Америка овој пат ќе врши поголем притисок, бидејќи е поголем играч од
од Европска Унија, без оглед на политиката на председателот Трамп. Кој патем денеска имаше една одлука во која е спомената и Македонија, председателот Трамп. Добро. Не е доволно тоа. Не е доволно тоа Црната, ја продолжување на црната листа за поединци што ја подкопуваат стабилноста на Македонија. Сето тоа не е доволно за Грција да го смени ставот. Исто така, кога Грција можеше да биде под најголем притисок пред неколку години после самитот во Букурешт, меѓународната заедница, еве да речам преќутно, се откаже од тој голем притисок заради Грекзит. Не, и заради нивната ситуација таму. Ама 2008 отидовме на избори. Отидовме точно. Па тоа се очекуваше после самитот во НАТО да одиме на избори. Требаше референдум, така беше поставено. Тоа не беше чудно после ова. И 60 пати го зголемивме буџетот на ДБК истата година. Да, Има овде една голема лекција и за меѓународната заедница, сега да не си ги фалиме и они си прават грешки. И лекцијата е што се случува кога една земја ќе оставите заклучена премногу години. Само проблемот е што тие не ги признаваат нивните грешки, тие прават грешки, да. И треба да најдеме начинот не е да ги мразиме, да фрламе по нив, да им викаме, туку со многу љубезни и убави зборови, на некој начин да направиме да се почувствуваат, нивниот интерес мора да стане нашиот интерес. Интересот на Европа и интересот на НАТО треба да стане македонскиот интерес. И тоа е уметноста и вештината како ќе дојдеме до целта. Не е да викаме никој не сака, ние сме жртва, Европа е ваква или таква, нели имаме изреки. Добро, малце го сменивме сега, тоа не викаат сите дека никој не сака, сега напротив сите се придружуваат на тоа. До некаде ќе се согласат, еве Ивановски е тука, имаме и времена спогодба која што не дозволува блокирање на Македонија во меѓународните институции, ја имаме и Хашката пресуда. Дали Ивановски можеме да дојдеме до ситуација и како во која што ќе ја натераме Грција да ги почитува овие спогодби или пресуди? Тоа постои ли дипломатите таква, си или тоа е имаат. веќе ставено ад акта после сите овие политички превирања што се случија во Македонија? Дипломатите сака да преговараат за се. Значи, они имаат инстинкт секое прашање да го стават на маса да преговараат. А ние новинарите да поставуваме прашања зошто тој инстинкт. Негде ќе се приближиме како во овој случај. Мислам дека кога се важни прашања, како ова со името, со Бугарија, треба да се создаде атмосфера. Они мора да имаат атмосфера за да седнат и тоа да го преговарат. Не можете вие се у старт да фрлате со камења, шо сега тамо со тој Кодзијас, тој не прави ова, она, иридентизам и така. Да, тоа ќе си продолжи. Но на маса кој ќе седнат колегите, они поинаку разговараат. Ние не треба да забораваме, јас тоа го напишав и во мојата колумна на Facebook, затоа што за жал вестник повеќе не печатиме, па не можам да ги пишувам редовните колумни. Се викаше Никос, Никола и дипломатијата на шармот. Од причини што сегашниот министер го познавам доста долго и сум ја следел неговата работа професионално, од амбасадор во Вашингтон, па преговарач за името, па амбасадор во Хаг, и сум го следел процесот и со резолуциите кои се носеа во Америка, грчкото лоби, како они работат, Илиноис и така натаму. Потоа преговорите за името, па Хашката пресуда, и Грција има изгубено и друг случај. Неофицијално, меѓутоа ќе го изгубеше на суд за економското ембарго. Мојата теза во колумната беше, и сега ја кажувам, дека и Грција има хиловите тиви. Она е ранлива. Не е она семоќна. Негде има своји слабости. Турција има проблеми со Турција. Уште еден проблем. Сега, јас ја истакнав тука како ново, и ние не сме имале до сега во историјата на наша надворешна политика, ваков случај, да спроведуваме дипломатија на шармот. Можеби сум се повторил, не сакајки, но тоа се забележува и нас тоа ни треба. Затоа што вие не можете да победувате само со аргументи и со факти. Ние ги имаме аргументите, ги имаме фактите, имаме добиено пресуда, имаме добиено битка за ова, имаме времена спогодба која едната страна не ја почитува и така натаму, но не добиваш. Сега,
Како да се најде некој клjuč да се отвори таа грчка вратичка и нешто да се најде, да се приближиме, да рече, окей, прајме. Па одиме секоја година десетици илјади македонци тамо на одмор. Окей ние. Одиме, прајме, инвестираат, едно време беа инвеститори број 1 и така натаму. Сето тоа се треба на некој начин повторно да се доведе во една нормална ситуација и да го отвориме. Што е плюс новото? Според мене, ангажманот на Столтенберг, за разлика од неговиот претходник, кој би рекол на еден брутален начин ја негираше пресудата на Меѓународниот суд на правдата и ја каже дека тоа е обична тоалет хартија која не важи у НАТО. Ама пак и од нас зависи тоа да го поставиме да кажеме, па не е така. Инаку во принцип, ако вака со дистанца, ако се обидеме да гледаме на проблемот, мислам дека треба да се обидеме да не биде на победник и поразен. Мислам дека Грција исто губи ако Македонија е поразена, а и ние нема да добиеме ако они се чувствуваат дека се поразени. И затоа ова вие што велите, тоа е малку дефанзивно. Кога ја пледирам, не дојдов овде да ја притискам, ја немам ни инструменти за притисок. Ја дојдов овде и нема да дигнам раце од убедување дека поддршката ваша на нашето членство во НАТО ќе биде добра работа и за вас и за нас. И тоа е една мала коцкичка од тоа што ние ќе се обидеме да го изградиме. Една мала коцкичка, таму ставивме, ќе треба да редиме околу неа други за тоа да расте. Ама ако го гледаме минус плюс, ние губиме, они добиваат, они губат ние, тоа ќе биде потешко за... Целта на оваа дипломатска офанзива е Македонија да влезе во НАТО под референцата БРМ. Така заклучувам. Ние мислиме дека кога Бидејќи нема услови за решавање на името на краток рок, тоа веројатно не е јасно на сите. Јасно ни е. Кога си го блокирате соседот толку долго време, за толку клучни, практично за иднината. Иако ја мислам дека ние сме сега на дередже, мораме да си направиме Европска Македонија, дури и да нема европска перспектива. Апропо разговорот со овие млади луѓе овде. Меѓутоа, кога иднината ви е блокирана, резултатот не е дека Македонија станува поконструктивна. Напротив, ние стануваме уште со големи бариери и така натаму. И исто, непријатели во наводници одговараат на режими кои што внатре стискаат и кои што се возат на митот дека бранат интереси, затоа е тој површен национализам. И се они ќе ги трпиме ако има корупција, ако има заробена држава, што вика Европска комисија, ама они ни ги бранеле националните интереси. Како ни ги бранат? Позициите ни се најдолно можни од 91 година наваму. Така што, мојот аргумент главен, пледирањето кон нив е, ова ќе биде инвестиција во една пријателска Македонија. Добро, вие сте поголем оптимист од новинарите во однос на ова прашање. Како може да забележи? Како што тргна владата, оптимизам на Ангро, само да ги дочекаме резултатите. Добро е што министерот таму и се обрати на грчката јавност, освен на политичарите. Може би и го убедил Кодзијас, меѓутоа Кодзијас треба да ја убеди грчката јавност во однос на тоа каков побара поддршка и од граѓаните. Да, а како ќе ја убеди Кодзијас грчката јавност во период пред избори, веројатно ќе ги имаат, нели, во наредната максимум една година, тоа ќе значи дека ќе треба сам да си пресуди како политичар. Има ли механизам сега не знам, или оправдување некоја, како ќе ја убеди грчката јавност, која што ја доеле 20 и кусур години со една позиција? Во принцип, да излеземе еве од оваа релација, генерално во Европа, нас не треба многу повеќе лидерство од што имаме. Овие проблеми од Брекзит до мигрантската, бегалската криза, многу имаме, мислам, ако мислиме само на... Нас ни требаат повеќе државници, а помалку
политичари што мислат само на избори. И сега, ако ја ставиме целата одговорност, како што често се случува со референдумот, например, имаше Холандија референдум за договорот со Украина. Брекзит самиот по себе, зошто се случи? Затоа што имаше внатрепартиска една логика, на некој начин. Така што, тоа е многу поголемо прашање од баш нашиве релации. Ама мислам дека и светот, и глобално, рамките што ги зимаме здраво за готово во повеќе децении, НАТО алијансата, како се донесува светско владење, се е тоа раздрмано баш затоа што некако не ги решаваме проблемите, се тргаме, се плашиме од одговорност. Лидерите се таму за да водат, па макар имале само еден мандат, ама ќе остаат нешто за себе. Па не го сакаат сите тоа. Иако ова е обична професија, а не емисија. Јас не зборувам за нашите политичари. Мене ми беше муабетот за политичарите во Грција. Не за нашите. Да, ама Солунскиот процес самата Грција го прекрши. Точно. Со ветото. Ама која е казната за Грција? Па нема казна. Па нема казна, тоа е. Нема казна. За тие што чекаат има морков или стап, за тие што се во клубот. И друга работа, јас не сум сигурна, после сите овие разговори, средби, дека нема некаква поврзаност меѓу грчката и бугарската политика во однос на името. Во која насока поврзаност? Во однос на името. Дека имаат прилично слични ставови во однос на името. Таа нитка мислам дека се уште стои. Може да ми прецизирате малку, не можам да ја сватам баш поентата? Министерот мислам дека не Добро, свати. министерот може да свати, на ја не ја линија на една линија се околу решавањето на името, да. Добро, министре, го делите вие тоа чувство? Околу предлозите за тоа какво име ви... Јас кажав во едно од интервјуата таму, вчера ми се мешаат деновите, или завчера, не знам, дека антиисториски е, нели, ако зборуваме дека имаме заедничка историја што ги поврзува двата народи. И премиерот експлицитно кажа дека, нели, вашиот народ е најблискиот што го имаме. Ако е тоа така, тогаш е антиисториски. И претходно, пред 2 години истото го имам за друго интервју со таа цел во Бугарија. Антиисториски би било они да ја блокираат иднината на Република Македонија. И ако има таква опасност, во наш интерес би било, хипотетички зборувам, да направиме се да ги издвоиме. Инаку, како ќе биде, нели, како ќе чекориме напред. И тоа можеби треба да се земе предвид во оваа дебата сега, што, како, во дебатата во првото полувреме од емисијава. Значи, на истава тема, во интервју со грчки професор на универзитет, што е добро, почитуван таму, ценет, високо котира, да речем, тој ги пренесува ставовите, грчките ставови, нели? И во одговор на едно прашање, вели дека името што ќе го договориме, како заеднички прифатливо име за двете страни, треба да биде прифатливо и за други земји, поточно за Албанија и за Бугарија. Тој не го кажува тоа случајно. Не е тоа негова теза. Тоа е вон резолуциите, сите. А се што се случува е вон резолуциите, така да... И прочитав интересна изјава на еден поранешен амбасадор македонски во Атина, на Љуб Чарсовски, кој вели дека темата референдум за името е всушност кочница со која што владата си ги врзува рацете. Познавате ли вие македонец што ќе гласа за промена на името на државата? Тоа е тема што се после ветото во Букурешт, или се отвори, што е исто така лекција, да се ја прифати како дел од својата програма. Блокирате. Факт е дека ова прашање не може да се реши ако е прашање на раздор во домашната политика. Значи тоа не може да го реши една коалиција наспроти друга коалиција која ќе биде против или обратно, било кој, да е власт или опозиција. И факт е дека е прашањето толку сериозно што е многу одговорно за ова прашање да седнат сите околу една ваква маса или правилно округла за да нема подалеку поблиску и да изградат национални позиции. И ја тоа и како преговарач го упатив јавен апел 2008 година после Букурешт. Значи не може ако ние немаме, и тоа е споделување на одговорноста. Имаме проблем очигледно,
Многу ни е важна за нашиот идентитет, треба да го работиме заедно. Сега, дали имаме во моментов дома услови За постигнување консензус. за вакво, еве, нека почне процес на разговор. За затворени врати нека почне на почеток, на пример. И можеби не само политички чинители, може треба да има и други, од тинтенкови, од академија, од факултети и така натаму. Меве само прво политичките чинители треба да. Добро, ви благодарам за сега. Одиме на првиот сет реклами, а потоа се враќаме со темата за доаѓањето на Прибе и Хан во Македонија, кое што веројатно треба да ни ги даде суштинските реформи во она што се вели создавање подобра држава. Одиме со рекламите, па се враќаме за 2 минути тука. 24 отворено дебатираме со министерот за надворешни работи Никола Димитров, Симонида Кацарска од Европскиот институт и со моите колеги новинари Христо Ивановски и Жана Божиновска на тема како Македонија побрзо да пристапи кон евроинтегративните процеси. Тука имаме уште едно прашање од публиката, кое што верувам ќе биде блиску до темите кои што сега ги отвараме. Повелете. Добро вечер. Сакам да прашам со доаѓањето на Хан, кои се првите реформи што треба да се направат во државата? Добро, ова мислам дека е за господјата Кацарска. Да. Мислам дека се јасни работите, не е само Хан, тука и Прибе, така. Видете, ние уште пред 2 години веќе има, кога ни поранешниот директор во Европската комисија Райнхард Прибе дојде, тоест Европската комисија го контрактираше како експерт сега, за да дојде да ја процени ситуацијата во однос на владењето на правото. Неговиот извештај стана основа за нефункционалноста на целиот на системот на владење на правото пред се во однос на правосудството, следење на комуникации, како што видовме, значи поради скандалот со прислушкувањето, медиумите и направи некој пресек во однос на тоа што треба да биде направено. Што ќе биде прво што ќе се зафати владата, мислам дека ќе биде многу тешко да идентификуваат што е прво и најзначајно од овие реформи. Она што знаеме дека тие реформи ќе бидат треба да бидат долги, нема да бидат преку ноќ, поради што име загрижува моментот на времето, меѓутоа она што го најави премиерот и веројатно е најрационално е да се почне во правосудството. Веројатно и смената на државниот обвинител е дел од овие мерки. И второто прашање веројатно е безбедносна стратегија за следење на комуникациите и Националниот центар за комуникации кој што беше најавен за да може да се започне. Вие ги кажувате деловите од извештајот на Прибе кои што Тие се двете работи кои што би ги рекол како дали има многу сега... делови извештајот. Да, но да, има многу делови, но клучните 4 се тие. Дали сега ќе треба Прибе или Хан на седницата во понеделник, на заедничката седница на која што ќе присуствува владата, да добие листа со рокови, како ќе течат тие реформи? Како вие го гледате Вака тоа? сега, значи комесарот Хан доаѓа на 26-ти, ќе присуствува како што знаеме на владината седница ако не грешиме. Меѓутоа тоа сепак имајте во предвид, значи комесарот е политички назначен, иако е дел од екзекутивата на Европска комисија и ќе биде една церемонијална посета, ќе биде символ, поддршка и така натаму. Тимот на Райнхард Прибе, експертскиот тим доаѓа повторно во јули и прави уште една проценка детална, бидејќи сега ситуацијата е делумно променета од она што беше пред 2 години. Меѓутоа, од истиот тој тим се очекува да даде и по-детални препораки, да види дали нешто се променило и сега кога веќе имаме политичка влада која што е декларативно се обврза дека ќе ги спроведува тие реформи, да работи со нив рака под рака, за да дел од овие исклучително тешки прашања може да се решат. Бидејќи ние можеме да говориме вака реформи во правосудството, меѓутоа реизбор во судството представува реформа која што ќе трае многу години и ќе биде тешка. Ќе треба да се утврди методологија по која што истата ќе се работи, ќе треба да биде верифицирана веројатно и од Венецијанската комисија, ќе треба да биде во соработка со Европската комисија, со нивните директорати, со директоратот на како за проширување така и за правда. И ќе има многу незадоволни после тоа. Значи, овие прашања не се прашања кои што ниту владата ќе може да ги реши преку ноќ, меѓутоа ќе мора постепено да ги отвара. Поради тоа и прашањето со што би требало да се почне е многу тешко. Не, добро, но дали барем ќе има рокови?
Дали барем Сигурно, да речеме видете. првиот рок е септември дека треба не знам да смениме За нешто во роковите мора да судството, бидеме многу внимателни. Значи прво и самиот ние за претходниот извештај значи на експертската група никогаш не видовме акцијски план, бидејќи истиот велеше во оваа земја всушност и законите Добро, се но добри. политичката ситуација беше многу поразлична од таа што е Законите се сега. добри, треба имплементација и имајте во предвид, барем ова е само од наши и неформални извори, и Европската комисија не сакаше да види акцијски план, бидејќи јасно беше дека нема да се направат тие реформи и не се Да не биде дозволуваше уште еден само да се пропаднат, мафта со план, така е. харти и да Добро, но чекираме вака. извештајот се ближи. Е, На есен сега. ќе треба да се даде Сега извештај ќе мора и ќе да треба се да видиме направи. дали ќе добиеме препорака за почеток на преговори или не, Ќе макар мора била да и се условена. направи некој акцијски план, кој што, како што чувме, ќе има рокови на 3, 9 или 12 месеци. Постои притисок од страна на Европската комисија да се направат брзо дел од реформите до есен, бидејќи како што беше најавено исто така од Брисел, можеби Европската комисија ќе подготви посебен извештај за Република Македонија на есен и со истиот да се делува кон отстранување на дополнителните услови на препораката, што значи дека во тој случај би се вратиле во ситуација пред 2015 година, кога само името беше прашањето што блокираше. Навраќајќи се на што го велеше претходно госпоѓа Божиновска, дека нам не е ниту за НАТО, ниту за ЕУ, веќе само името проблем. Министре, Туку ни вас се овие други работи. ќе ви ја олесни ли работата ако Македонија влезе во еден забрзан систем на овие реформи? Дали како министр за надворешни работи ќе ви ја олесни работата или ставот кога одите да преговарате за името, за договорот за добрососедство или за било што пред останатите странски државници, пред Грција, пред Бугарија? Или повторно само ќе треба да ги убедуваме дека мора да ни дадат нешто за да не пропаднеме? Во принцип, ајки го Вилијам Гледстон, либерал, премиер на Велика Британија, вели мојот прв принцип на добра надворешна политика е добро владење дома. Надворешната политика е порталот која што ја презентира приказната во светот и носи повратни пораки дома. И во основа ние зависиме од тоа што правиме дома. Оваа влада постои како влада поради тоа што ние преку етничките линии се мобилизиравме како граѓанство и како нација во барањето за правда. Така што притисокот, ја не мислам дека доаѓа од Европска комисија, притисокот доаѓа од нас, од граѓаните. Ние имаме многу силно очекување и одговорност кон граѓаните, кои што очекуваат дека сега нештата ќе се прават различно. Затоа наследникот на Зврлевски мора да биде вистина независен експерт, кој што нема сега да биде близок до друга политичка партија. Затоа е убаво што двајцата избрани директори во Министерството за внатрешни работи се луѓе со искуство 20-25 години таму. Затоа е важно што премиерот Заев излезе со 10 новинари, со не особено, не знам, да речеме критични новинари, условно, да излегува, се изложи дебата на незгодни прашања, тоа е нешто ново сега, тоа е факт. Сега да кажете овие три клучни поенти на извештајот. Комисиите во собранието. Ние имаме комисии каде што има доста председавачи, пратеници, кандидирани од сегашната опозиција. Да, некои од нив ги отвараа и вратите на собранието, па вие не реагиравте многу кога ги бираа. Така што овој нов стил на градење, ова се веќе неколку чекори што се вон декларација, ова се постапки. Ние сега мора прво нашето граѓанство да го убедиме дека овде работите се поинакви. А после тоа со комисијата во блиска соработка дефинираме, и тоа имавме веќе неколку состаноци, има и мала министерска група, има експертска група, утре мислам дека има состанок со невладениот сектор, каде што ќе се разговараат, ќе се добие инпути и од невладениот сектор, кој што во основа има споделување на интереси тука. И ова не треба да биде штиклирање и рокови, сме го фатиле прво процесот на извештајот комисијата го смени. Редовниот извештај ќе биде идната пролет. Значи ние се обидуваме да испорачаме доволно комисијата да може со чиста совест да каже го тргаме вториот предуслов од препораката за Македонија и Македонија да има чиста препорака.
И сега, тоа е поважно и поважно е ние да видиме овде разлика, отколку дали се овие штеклирани и дали се завршени до 15 септември или до 30 септември и така натаму. Кацарска, има ли политички и административен капацитет во владата и во министерствата за да работат на овие реформи така како што треба, за да може да успеат? Капацитетот за и системите за координација на процесот на европска интеграција несомнено се влошија во изминатите години. Тоа е констатирано и од страна на Европската комисија во своите извештаи. Ако ги погледнете наназад, минатата година имаме најлошата проценка во однос на тоа дека системот постојано всушност се влошува. Сега, меѓутоа тој систем се гради. Значи, ова важеше за земја која што имаше релативно добар систем и добар административен капацитет доста долго време. Сега, моја проценка е дека оваа влада наследува полоша состојба и помали ресурси во однос на како во однос на човечки ресурси, иако можеби во однос на други има, меѓутоа пред се предизвикот ќе го имаат во однос на човечки ресурси, меѓутоа тоа со времето се гради доколку се сака да се работи на овие прашања. Навраќајќи се на претходното ваше прашање, јас овие домашни реформи ги гледам како неопходни за министерот за да всушност ја принудиме на некој начин и Грција и Бугарија да немаат други аргументи, бидејќи Грција доста долго време велеше во изминатиот период како што се влошуваше ситуацијата во Република Македонија и како што паѓавме на сите индекси на демократија и како и самиот што го докажа и самиот извештај на Припет, дека всушност па и не сме ние проблем за почетокот на преговорите. Гледате ли во каква состојба е оваа земја која што е наводно кандидат за членство? Сега најдоброто што можеме веројатно од почеток да го направиме краткорочно е да го одземеме тој аргумент дополнително како услов од формално од препораката, меѓутоа да го одземеме од страна на Грција да го нема повеќе, за да ја ставиме едноставно во поизложена позиција во однос на понатаму како ќе преговараме. Доколку се случи подпишувањето на договорот со Бугарија за добро соседство, тогаш би останала само Грција како една пречка во давањето препорака безусловна за почеток на преговори. Дали во тој случај ако таа е осамена, а реформите тргнат, мисли дека притисокот врз неа може да вроди плод? Барем за почетокот на преговори. Веројатно не знам дали е најопортуно, да говориме во зборот притисок. Повеќе е креирање на клима во која Република Македонија би се профилирала како реформатор во однос на демократските процеси, што не беше досега. И креирање на клима во која што ќе се намали тој притисок и креирање на партнерства со останатите земји членки. Така. Колеги, дали вие мислите дека овие два процеси, НАТО и ЕУ, може да се раздвојат сега во следниот период? Бидејќи Грција знаеме дека го има механизмот на блокирање на секое ново поглавје во Европската Унија и доколку во една така оптимистичка варијанта Македонија добие позитивна препорака и добие датум за преговори, тогаш дали ќе бидат одземени аргументите на Грција за ставање вето и на почетокот, да речеме и на првите две поглавја што би се отворили? Значи, целта ни е да добиеме не макар и условена препорака, бидејќи таква имаме сега, целта ни е да добиеме препорака за почеток на преговори и не само препорака, туку и да добиеме одлука за почеток на преговорите. Јас мислам дека овој процес многу тешко ќе оди, дека не е баш така едноставно. Ако почнеме со реформите, па еве ги преговорите тука се. Има една работа што мислам дека на нашава влада и недостига, тоа е да се продаде таа приказна во светот. А со оглед на тоа каква дипломатска мрежа имаме сега, ова е веќе друго прашање, тешко ќе се продава. Бидејќи не може само министерот за надворешни или само премиерот или само министерот за вице-премиерот задолжен за евроинтеграција, не може само тие да ја водат активноста. Треба еден многу поголем круг на луѓе експерти што треба да ја продаваат приказната, дека ние одиме напред. Да, владата сега ги скина и рекламите на CNN и BBC, така да уште потешко ќе оди продажбата. 10 милиони евра заштедивме барем. На Юроспорт. Добро, Иван. Ние добивме препорака, ми се чини 2001. Прва земја од регионот. 2000?
Не, 2006 кандидат за Девета. Не, спогодба за Широка и интерпретација. асоциација. Значи, спогодбата за стабилизација и асоциација беше Загреб 2001. Ние би требало сега да сме членка на ЕУ. Ако Неколку години веќе. гледаме така. Како напредуваше Хрватска. Ама нас во у тој 2001 ни се случи внатрешен конфликт. Тоа е еден проблем, значи надворешен фактор, меѓутоа најболен е внатрешниот фактор затоа што имало политики на континуитет и нагол дисконтинуитет. Кога имате такви политики, односно такви политичари или политички екипи, вие не можете да одите. Не се враќа возот толку лесно во тие шини, без разлика колку биле брзи или бавни, а кон Бугарија нема ни шина. Значи имаме, метафорички кажано, сериозни дупки. Во моментов треба да го враќаме возов назад за нешто што се вика план на приби или насоки, кои ние ги имавме многу години предходно веќе на маса, имавме домашни задачи, имавме директиви и така натаму. Имавме добри оценки, дури едно време и подобри оценки од Хрватска. Например, ние бевме дефинирана како земја која има отворена пазарна економија. Тоа е сериозно висока оценка. Значи, вие сте демократија која веќе е зрела и може да влезе во ЕУ. Меѓутоа, нас ни се случува дисконтинуитет. Сега сме многу далеку. Ние сме сега човек кој прележал тежок вирус и сега треба да се враќа повторно во некој нормален живот и така натаму. Сите политички партии се согласија на тоа, го подпишаа тоа што требаше да се подпише и сега треба да се влезе и тоа сериозно се работи. Реформите се болен процес, бара време, бара откажување, бара политички ангажман. Ни се отворуваат и други проблеми во доменот на медиумите. Ние имаме сега драстичен пат на медиуми, не само на доверба, туку на медиуми, немаме веќе медиуми. Се осипуваат, нема инвестиции во тој домен. Значи сега сме во период на се бараме, малку идентитетски. Ќе биде тешко. Јас верувам дека оваа влада ќе добие политичка поддршка. Впрочем, такво нешто се случи 98 година, кога тогаш, например, Љупчо Ѓоргиевски го викна во Брисел. Прва посета му беше на Брисел. И дојде со многу оптимистички најави од Брисел, меѓутоа тој оптимизам брзо спласна. Но политички мислам дека ова влада ќе биде поддржана и тоа е добро. Тоа е ветер во едра. Ниф им треба сега, нели, по сето на што се случуваше, тоа на оваа влада и треба. Добро, благодарам. Додека се бараме себе си, како што велите во оваа ситуација, да ги чуеме поентите од вечерашната емисија. Мислам дека оваа нова Македонија што се роди од кризата е позрела и има самодоверба и не и требаат 1000 споменици на плоштадот во Скопје за да биде горда дека е Македонија. Прашањето на добрососедскиот на договорот за добрососедство се појави формално во 2011 година директно како услов. Некое време стивна, меѓутоа тлееше тама. Бугарија го имаше кај себе. Несомнено дека доколку за да ја отвориме таа пруга, ни е потребно да работиме на ова прашање. Денеска немаме вештачки нации. Македонија не може да биде вештачка нација. Има корен, има историја, традиција. Ама како тоа да се дефинира во договорот? Оваа средба во Софија, мислам дека е преломен момент во односите меѓу двете земји. Ама сепак ќе кажам дека не ни требаат фанфари за најавување на тоа, зашто ќе има уште многу работа за да се постигне договорот, па да се постигне договор за заеднички празнувања, овона. Ама исто така не треба на тоа да се гледа и негативно. Веќе навистина има промена. 22 часот и 15 минути, го пробивме рокот за 15 минути. На паузата прашав дали некој сака нешто да додаде, зашто мораме да завршуваме. Министерот каже една кратка реченица, ќе ја повторите сега или? Ќе не биде. Да, тука гостите се насмеа малку, не знам тоа дали значи на доверба или доверба, но останува да видиме. Ви благодарам што бевте мои вечерашни гости и публика, ви благодарам и на вас што бевте присутни и активни во дебатата.
Почитувани гледачи, останете со телевизија 24. Пријатно.